Напајачот на Наполи Едисон Кавани успешно ги завршил преговорите со Пари Сен-Жермен, веќе постигнал договор за личните услови и дека во наредните денови трансферот официјално ќе биде потврден. Откако стигна потврда дека Марио Геца следната сезона ќе настапува за Бајерн Мюнхен, истото може да се случи и со Едисон Кавани. Кавани има откупна клаузула во договорот со Наполи која изнесува 63 милиони евра, па Пари Сен-Жермен откако постигна договор со фудбалерот во наредните денови ќе ја активира клаузулата без да преговара со италијанскиот клуб. Договорот ќе биде во траење од 4 години со кој уругваецот ќе заработува 9 милиони евра по сезона на паркот на принцовите. Трансферот може да биде официјализиран во следните денови или по завршувањето на сезоната во серија А. Јувентус му понуди договор на Златан Ибрахимовиќ, напајачот на Пари Сен-Жермен. Раководството на старата дама планира на швеѓанецот да му понуди 4-годишен договор вреден 7 милиони евра по сезона, како и одредени бонуси. Джузепе Марота, генералниот директор на Јувентус, неодамна изјави дека клубот не може да ги испочитува финансиските барања на Ибрахимовиќ кој заработува 12 милиони евра во францускиот клуб. Агентот на Ибрахимовиќ, Мино Рајола, изјави дека Ибрахимовиќ ќе ги напушти светците доколку управата на Пари Сен-Жермен не донесе заселувања или ако клубот го напушти тренерот Карло Анчелоти. Златан Ибрахимовиќ веќе играше за Јувентус во периодот 2004 до 2006 година и одигра 92 надпревари каде постигна 26 голови. Англискиот фудбалски сојуз ја одби жалбата на Арсенал за црвениот картон на Оливија Жиру, кој поради тоа ќе мора да ја одработи казната од 3 надпревари. Жиру беше исклучен минатото коло на самиот крај на надпреварот против Фулам на Кревин Котич. Тој невнимателно, но ненамерно стартуваше на глуждот на Манолев, пошто судијата Андре Маринер му покажа директно црвен картон. Арсенал се жалеше на престрогото исклучување, но ЕФА жалбата ја одби. Суспензијата од 3 надпревари останува, а веднаш се применува. Тој во официјалното соопштение за јавност на ЕФА. Арсенал се бори со Челси и Тотенхем за двете места кои наредната година водат во Лигата на шампионите, така што суспензијата на Жиру, стрелецот на 17 погодоци оваа сезона, навистина е тежок удар за топџиите. Арсенал моментно е на трето место во Премиер Лигата со 1 бод пред Челси и 2 пред Тотенхем, кои што имаат по 1 надпревар помалку. Првите 3 места водат директно во Лигата на шампионите, а четвртото место во квалификациите. Арсенал утре игра на Емирати во дербито против Манчестер Юнајтед, а до крајот на првенството Арсенал треба да одигра уште 4 надпревари.